Од есен на улиците се враќаат малските полицајци, нешто кое граѓаните го бараат со години поради непосредна контрола и безбедност, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Преку новиот закон за полиција очекувам веќе од следната есен да имаме зголемена видливост на полицијата на терен. Истите службеници ќе бидат присутни во истите реони со цел континуитет и доверба. Потенцира Тошковски. За граѓаните овој концепт е најдобар до сега и го поддржуваат. Дали поддржувате малски полицајци? Фина работа е тоа. Да. Зошто? Па треба нешто да јаве човек. Побрзо така иде. Да. 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 Зошто? Па има безбедност у малото. Треба да ги. Да, треба да има. Дали поддржувате малски полицајци? Поддржуваме, како не? Зошто? Зошто па да има, да нема кавга, да нема тоа. Ако не одат они во малото, криминалци колку сакаш, без број. Да. Зошто? Па треба да има мир по улиците, оти скитат младите, лом прават, возат многу брзо и не може деца да одат, не може пензионери да одат. Да. Зошто? Па едно време ги имаше, немаше кражби, сега има колку сакаш. Во текот на 24 часа, особено во вечерните и ноќните часови, ризиците од кражби, друг криминал се големи, а постарите се сеќаваат дека некогаш криминалот и чувството на небезбедност не биле толку присутни. Дали се сеќавате како некогаш беа тие помалите и дали беше побезбедно тогаш? Да. Душо, јас сум полгодини. Од Свети Николе сум ја. Кога имаше такви милицајци, у парк немаше напрчена клупа. Толку ред имаше. Побезбедно беше тогава. Побезбедно беше, да. Да. А селото воде. И дали сакате да се врати пак истото? Да. Имаше ги секој пат патува, оде низ се градот. Оде. И дали беше побезбедно тогаш? Побезбедно беше. По-безбедно беше ние кога беме млади. Беше за мерак. До 10 сат, до 10 и дома. Дали тогаш беше побезбедно? Па беше побезбедно. Сега криминалци колку сакаш на секој чекор. И дома да бидеш пак ту крал. Ама кај тај си е малски полицај, знае сигурно и знае ги луѓето. Едно време беше така. Секој го знае кој куќе што човек. Освен малските полицајци, во многу градови се инсталирани и видеокамери, но без неење со автомобили, кршење на сообраќајни знаци и клупи се уште се присутни.